da ne osmoži zaštita na krsto, pravoslavnijac krsto treba se postaviti. To ne je samo na Makedoncите, to je na sите hrišćani od Republika Makedonija, od celия свет. Zato ve molime, gospodine Spasovska, da dozvolite ovde pred građanite na Makedonija zaštita na našия krst, zaštita na pravoslavието, Republika Makedonija. Se nadevам дека овој глас ќе допре таму кај што е најпотребен. Се надевам и верувам во институциите на Република Македонија, верувам во институцијата Министерство за внатрешни работи, бидејќи досега сите вработени во Министерството покажале и докажале дека се високи професионалци и знаат кога е најпотребно да си ја завршат работата, да ги заштитат граѓаните кои што им е потребна безбедност. Се надевам дека сите гласини, она што се слуша дека повлечена е одлуката, донесено е ново решение и така натаму, се неточни. Ниту јас како градоначелник, ниту некој друг има право да ја повлече таа одлука. Господин Латиновски, ако според Државниот завод за статистика Бутел важи за една од општините каде што има голем број невработени, дали е поважно да има проекти во кои ќе донесат работни места за граѓаните на Бутел, него ли да се инвестира во верски објект кој очигледно е паратензија? Уште една појаснување. Значи, општината Бутел, апсолутно општината Бутел, ниту еден денар од својот буџет нема да издвои за правење на овој верски објект. Значи, тоа е иницијатива на Светскиот македонски конгрес, некој барање, каде што е не само иницијатор, туку е и инвеститор. Во ред, јас се слажувам и мислам дека како нова општина сите овие години се трудеме да од новата општина, од територијата на општина Бутел направиме едно пристојно, привлечно и достојно место за живење, реализирајќи многу проекти во функција на граѓаните. Дури јас ќе ви кажам, сите некои кои мислеа дека новата општина Бутел нема перспектива, нема иднина, не е тоа точно. Општината Бутел покажа, дури оваа година го славиме и првиот јубилеј 10 години од формирањето, развојот на општината Бутел.